Благодаря, председателе. Почитувана колешке, внимателно слушав се што кажавте, исто така ве слушав и на комисиската расправа и овдека и тогаш вие кажувате дека договорот после референдумот е мртов. Не, почитувана колешке, договорот баш после референдумот е многу жив и обврзува. Исто колку што се живи тие 609.813 граѓани кои кажаа за Европска Македонија, кои потврдија дека се определуваат да одат напред, да не се враќаат назад и да не оставаат државата да тони во изолација и стагнација. Дали, колешке, за вас тие 609.813 луѓе се мртви? Мртви гласови на мртви луѓе. Знаете дека баш после референдумот мене како пратеник овдека тие 609.812 со симене 813 ми даваат ветар во грб, ме обврзуваат тие толкава маса на луѓе јас да се борам да одиме напред. Исто така и вас ви даваат на некој начин легитимитет да го поддржите овој договор. Знаете зошто? Затоа што и вие во вашата предизборна програма, во вашата реално, имате на 295 страна кажано дека ќе го слушате гласот на повеќето од тие што излегле на референдум да се изјаснуваат по однос на прашањето за името. Овој договор не е мртов ниту за меѓународната заедница, ниту за соседот Грција. Баш напротив, не поттикнуваат ние да одиме напред, да разговараме. Точно овдека, поради недонесената одлука, заради техничката причина, во однос на бројот на излезени и бројот на луѓе кои што се на избирачкиот список, кои што патем да потврдиме дека од 17 години ние немаме направено попис на населението и не знаеме дали е таа точна бројка и со што воопшто ние можеме да разговараме овдека како бројки, ни кажуваат дека во институциите, точно овдека во собранието, а потоа и во ресорните министерства и институции треба да продолжи овој процес кој што е отпочнат и процес кој што ќе не води напред. И нас, меѓутоа и нашите деца, и нашите идни генерации, и нашата Македонија. Почитувани колеги пратеници, на мака се познаваат јунаците. Само иднината ќе покаже кој е во право, а кој не е. Во овие моменти се создава македонската иднина, се избира моделот на живење и нашата иднина. Иднината на нашите деца, внуци, иднината на нашите идни поколенија. Од нас, пратениците, зависи што ќе избереме. Дали ќе одиме напред или ќе се вратиме назад во изолација и стагнација. Аде Лашковска, контрареплика, 1 минута.